Добре дојдовте на предавањето број 6. На ова предавање ќе се изучуваат типовите на реченици, прашања и прашалните зборчиња. Предавањето ќе го завршиме со неколку вежби реченици. Дизетце. Реченици. Структурата на формирање реченица, односно кој сегмент од реченицата, на која позиција во реченицата стои, се разликува од речениците во македонскиот јазик, но не секогаш. Тоа е зависно од типот на реченицата која ја употребуваме. Постојат различни типови на реченици. На денешното предавање ќе ги обработиме основните типови на реченици, а малку посложените реченици, пример индиректни реченици, зависни реченици и така натаму, ќе ги учиме во малку понапредните видеа. Постојат неколку типови на основни реченици во германскиот јазик, и тоа расказни реченици, пример јас одам во кино, расказни реченици со негација, пример јас не одам во кино, и прашални реченици, пример одам ли јас во кино или каде одам јас. Во следните неколку минути ќе ги објасниме правилата за формирање на секоја од речениците и ќе извежбаме по неколку примери за секоја од нив. Расказни реченици. Ди Erzählsätze. Што се расказните реченици? Расказни реченици се реченици со кои нешто раскажуваме или соопштуваме. Тие завршуваат со точка. Како се формира структурата на расказните реченици во германскиот јазик? Во расказните реченици, редоследот на структурите е ист како во македонскиот јазик. Значи, редоследот е подмет, глагол, сврзник и на крај додаток. Глаголот е секогаш во конјугирана форма, зависно од лицето и бројот, и стои на второ место во реченицата. За ова правило постојат исклучоци за местото на глаголот во реченицата, но тоа ќе го учиме во некое од наредните видеа. За полесно учење на секоја од структурите во реченицата, ќе ја дадеме соодветна боја. Пример, подметот со црвена боја, глагол жолта, сврзник зелена и додаток плава боја. Според редоследот на сегментите во расказната реченица, боите се црвена, жолта, зелена, плава. Исто како кај семафорите. Да кажеме еден пример. Јас доаѓам од Македонија. Редоследот е ист како во германскиот јазик. Ich komme aus Mazedonien. Уште една реченица. Тој пие со задоволство кафе. Trinkt gern Kaffee. Тоа беше за расказните реченици. А сега да извежбаме неколку примери во кои ќе се користат расказни реченици. Ich komme aus Mazedonien. Јас доаѓам од Македонија. Trinkt gern Kaffee. Тој пие со задоволство кафе. Du trinkst gern Bier. Ти пиеш со задоволство пиво. Ihr lernt Deutsch. Вие учите германски. Der Mantel ist schwarz. Мантилот е црн. Ich komme am Montag zu Hause. Јас доаѓам во понеделник дома.
Sie gehen in die Bäckerei. Вие одите во пекара. И последната реченица. Sie macht Mittagessen. Таа прави ручек. Од сите реченици досега може да се запримети дека редоследот кај сите расказни е подмет па глагол. Следниот тип на расказни реченици, односно на основни реченици кои ќе ги учиме денес, се расказни реченици со негација. Die Erzählsätze mit Negation. Што се расказни реченици со негација? Расказните реченици со негација се варијација на расказните реченици, односно се користат кога сакаме да негираме нешто. Глагол или именка. Како се формираат расказните реченици со негација? Редоследот на сегментите од реченицата остануваат исти како во расказната реченица, но се додава негација после глаголот. Значи, редоследот е подмет, глагол, негација, па сврзник и додаток. Пример, во погорната табела, Ich komme nicht aus Mazedonien. Ако расказната реченица би била Ich komme aus Mazedonien, јас доаѓам од Македонија, расказна реченица со негација е Ich komme nicht aus Mazedonien. Друг пример, Du heißt nicht Peter. Или Den Stuhl ist nicht schön. Столот не е убав. Во македонскиот јазик правилата се обратни. Негацијата стои пред глаголот, односно редоследот е подмет, негација, па глагол, сврзник и додаток. Пример, јас не доаѓам од Македонија. Значи во македонскиот јазик не доаѓам, на германски е доаѓам не. Постојат два типови на негации. Негација на глагол, пример, јас не доаѓам од Македонија. Во случајот глаголот доаѓа се негира. И втор тип на негација, негација на нечленувана именка. Пример, јас немам молив. Во македонскиот јазик не постои негација на именка. Во втората реченица, молив е именка, немам е негацијата. Зборови со кои се формираат негациите. Постојат исто така два збора, nicht за негација на глагол и зборот kein за негација на нечленувана именка. Негацијата kein има своји подтипови кои ќе ги учиме после предавањата за родови на именките. Да кажеме два примери. Ich komme nicht aus Mazedonien. Јас не доаѓам од Македонија. И ich habe kein Blaubleistift. Јас немам плав молив. Без разлика кој тип на негација го користиме во реченицата, правилата остануваат исти. Односно, негацијата стои на позиција 3 во реченицата или после глаголот. Да кажеме неколку примери. Du bist nicht gut Student. Ти не си добар студент. Во првата реченица, глаголот bist е глаголот sein во конјугирана форма, а nicht стои после глаголот и е негација на глаголот.
Das ist kein Rotstuhl. Ова не е црвен стол. Во првата реченица користиме негација nicht, бидејќи го негираме глаголот sein, а во втората реченица негација kein, бидејќи го негираме Stuhl, столот, кој е именка. Да видиме уште неколку слични примери. Ich gehe nicht ins Kino. Јас не одам во кино. Das Auto ist nicht billig. Автомобилот не е ефтин. Sie kauft kein Computer. Таа не купува компјутер. Er ist nicht richtig. Тој не е точен. Ich habe kein Geld. Јас немам пари. Übung или вежба. Подредете ги зборовите по правилен редослед според правилата кои ги учевме претходно. Ке направиме вежба за расказни реченици и за расказни реченици со негација. Wir spielen gern Gitarre. Ние свириме со задоволство гитара. Втората реченица. Ich heiße Stefan. Јас се викам Стефан. Значи редоследот е подмет па глагол, бидејќи се работи за расказна реченица. Ich heiße nicht Martin. Јас не се викам Мартин. Расказна реченица со негација. Ich habe Hunger. Јас имам глад. Во случаевите како оваа реченица, во германскиот јазик не се вели јас сум гладен со глаголот sum или sein, туку јас имам глад. За разлика од македонскиот јазик. Истото е и кога се зборува за жет. Не се вели јас сум жеден, туку јас имам жет. Следна реченица која ќе ја вежбаме, подредете ги зборовите. Das ist kein Bleistift. Ова не е молив. Sie ist nicht meine Mutter. Последната реченица која ќе извежбаме. Wir sind nicht in der Schule. Ние не сме во училиштето. Тоа беше за расказните реченици и расказните реченици со негација. А сега да ги објасниме прашалните реченици. Die Frage setzen. Или die Fragen, прашања. Што се прашални реченици? Прашалните реченици се реченици со кои прашуваме за нешто или за некого. Тие завршуваат со прашалник. Постојат неколку типови на прашални реченици во германскиот јазик, и тоа првиот тип
Ja, nein fragen или прашални реченици со одговор да или не. Пример, пиеш ли ти кафе? Можеме да одговориме да или не. Следен тип на реченици, ве фраген, прашални реченици со прашален збор. Пример, се користат прашални зборови како, каде, кој и така натаму. Пример, како се викаш, каде одиш, кој ти се јави и слично. Третиот тип на прашални реченици, велхе фраген или прашални реченици на избор. Пример, која кола ти е најубава? Како се формира структурата на прашалните реченици? По редослед. Редоследот на сегментите во прашалната реченица зависи од типот на прашалната реченица и најчесто е различен од оној на расказните реченици и речениците за негација. За секој од типовите ќе објасниме во следните неколку минути. Ja, nein fragen или прашални реченици со одговор да, не. Што се ja, nein fragen? Тие се тип на прашални реченици на кои одговорот им е да или не, односно ja или nein на германски. Како се формира структурата на ja, nein fragen во германскиот јазик? Редоследот се прави на многу лесен начин. Од правилата на расказната реченица, само подметот и глаголот ги променуваат своите места. Глаголот стои на прво место во реченицата и е конјугиран по лице и број, исто како во македонскиот јазик. Пример, во погорната табела, живее ли тој во Франкфурт? Wohnt er in Frankfurt? А сега да направиме промена од расказна во прашална реченица. Расказна реченица би била тој живее во Франкфурт или er wohnt in Frankfurt, а прашална реченица со ја или nein одговор е wohnt er in Frankfurt, живее ли тој во Франкфурт. Од табелата можеме да се приметиме дека во расказните реченици има подмет па глагол, а во прашалната ja, nein реченица имаме глагол па подмет. На овој тип на прашање се одговара, како што кажавме, со да или не, односно со расказна реченица или со расказна реченица со негација. Пример, Ja, er wohnt in Frankfurt. Да, тој живее во Франкфурт. Или со негација, nein, er wohnt nicht in Frankfurt. Или друг пример, ja, ich bin Frau Müller. Да, јас сум господја Милер. Или nein, ich bin nicht Frau Müller. Не, јас не сум Frau Müller. Zum Beispiel, ќе кажеме неколку примери за овој тип на прашални реченици. Sind Sie Frau Müller? Вие ли сте господја Милер? Sprechen Sie Deutsch? Зборувате ли вие германски? Sprichst du Deutsch? Зборуваш ли ти германски? Ist das Rotstuhl? Дали е тоа црвен стол? Findest du Deutsch interessant? Сметаш ли дека германскиот е интересен? Sind Sie verheiratet? Дали сте женет
или мажена. Hat er Geld? Има ли тој пари? Значи, во сите досегашни реченици, глаголот е на прво место. Пример sind, а sie или подметот е на второ место после глаголот. Следниот тип на прашални реченици ве фраген или прашални реченици со прашален збор. Што се ве фраген? Тоа се прашални зборови или реченици кои започнуваат на буквата В и се користат во прашалните реченици. Постојат повеќе прашални зборови од типот на ве фраген. Како се формира структурата на ве фраген во германскиот јазик? Прашалната реченица се формира по обратен редослед од расказните реченици, односно редоследот е ист како во прашалните реченици во македонскиот јазик. Редоследот е прашален збор, па глагол, па подмет и додаток на крај. Правилото од расказните реченици дека глаголот е секогаш во конјугирана форма и е на втора позиција во реченицата останува исто. Пример: каде живеете вие? Во оваа ве фраген прашална реченица, прашалниот збор е каде, после него следи глаголот, па подметот. Пример: каде или во, вонен зи. Или, како се викаш ти? Ви хајс ду. Зборот ви во превод значи како. Зборот во превод е каде. А сега да претвориме од расказна реченица во ја најн реченица и во ве фраген реченица. Расказната реченица Ich wohne in Frankfurt. Јас живеам во Франкфурт. Ја најн прашалната реченица Wohnen Sie in Frankfurt? Живеете ли вие во Франкфурт? Значи тука глаголот и подметот ги промениле местата. И во третиот тип на реченица, ве фраген, имаме во Wohnen Sie. Каде живеете вие? Во случајот зборот во е прашалното зборче. Wohnen глаголот и Sie подмет. Некои од прашалните зборчиња се was, wer, wo, woher, wie, wohin, wie viel, wie oft, wie alt и слично. Warum, wann, wenn, wem и wesen. Можеме да заприметиме дека сите од овие прашални зборови почнуваат на буквата В. Потоа, тој тип на прашални реченици се викаат ве фраген. А сега да ги преведиме и да прочитаме по еден прост пример за секој од прашалните зборчиња. Was или што. Пример: Was machst du? Што правиш? Wer или кој. Wer bist du? Кој си ти? Wie или како. Wie heißt du? Како се викаш?
wie viel, wie oft или wie alt. Во случајот wie значи колку. Пример: колку многу, колку често или колку стар. Wie viel kostet das Auto? Колку чини овај автомобил? Во или каде? Во вонсту, каде живееш? Woher, од каде? Пример реченица: Woher kommt er? Од каде доаѓа тој? Wohin, кон каде? Пример реченица: Wohin gehen Sie? Од каде одите? Кон каде одите? Wann или кога? Wann kommst du? Кога доаѓаш? Следен збор прашален: Warum или зошто? Пример: Warum essen Sie hier? Зошто јадите вие овде? Wenn или кого? Wenn sieht er? Кого го гледа тој? Следно: Wem или кому? Wem will Max antworten? Кому сака Макс да му одговори? И последното прашално зборче од две фраген: Wessen или чие? Wessen Buch ist das? Чија книга е ова? Zum Beispiel: Пример: Wo ist mein Buch? Во случајот во значи каде, каде е мојата книга. Wo arbeiten Sie? Каде работите вие? Woher kommt er? Од каде доаѓа тој? Wie heißt deine Katze? Како се вика твојата мачка? Wie spät ist es? Колку е доцна? Или колку доцна е? Wie alt bist du? Колку стар си ти? Was essen wir heute? Што јадиме ние денес? Wann kommst du morgen? Кога доаѓаш ти утре? Во превод, wann значи кога. Wer studiert Medizin? Кој студира медицина? Warum fragst du? Зошто прашуваш ти? Wohin gehen wir? Кон каде одиме ние? Warum hast du nicht gesagt? Зошто не ми кажа? Welches Auto kaufst du? Кој автомобил го купуваш ти? И wessen Hund ist das? Чие куче е ова? И последниот тип на прашални реченици е welche Fragen или прашални реченици на избор. Што се и кога се користат welche Fragen?
Welche Fragen се прашални зборчиња или реченици кои се користат кога треба да најдеме прашален збор за работи од некоја група. Пример, алишта, датуми, предмети и слично, што треба да избереме. Пример реченица, која блуза ти е убава. Welche Fragen не се користат кога прашуваме за личности. Пример, која затвори вратата. Во тој случај се прашува со прашалното зборче wer од wer fragen. Пример, wer hat die Tür geschlossen. Welche Fragen ќе бидат подетално обработени во понапредните видеа на курсот А1, односно откако ќе го изучуваме падежот акузатив. А сега да повежбаме неколку реченици. Преведете го правилно прашалното зборче. Вас. Што? Вем. Кому? Во. Каде? Warum? Зошто? Wer? Или кој? Wen? Кого? Wohin? Кон каде? И ви? Или како? Претворете расказната реченица во расказна реченица со негација, потоа во ја најн фраге прашална и на крај во ве фраге прашална реченица. Првата реченица е расказната реченица Er wohnt in Bremen. Тој живее во Бремен. Er wohnt nicht in Bremen. Тој не живее во Бремен. Ова е прашална реченица ова е расказна реченица со негација. Следната е Wohnt er in Bremen? Живее ли тој во Бремен? Ова е прашална реченица од типот на Ja-Nein-Fragen. И последната, W-Fragen, Wo wohnt er? Каде живее тој? Или Wer wohnt in Bremen? Кој живее во Бремен? Следната реченица претворете ја од расказна во расказна со негација, потоа во Ja-Nein-Fragen и на крај во W-Fragen, прашални реченици. Wir studieren Geschichte. Ние студираме историја. Wir studieren nicht Geschichte. Ние не студираме историја. Studieren wir Geschichte? Студираме ли ние историја? Was studieren wir? Што студираме ние? Следна реченица. Max ist 15 Jahre alt. Макс е 15 години стар. Max ist nicht 15 Jahre alt. Макс не е 15 години стар. Ist Max 15 Jahre alt? Е Макс 15 години стар? Wie alt ist Max?
Колку стар е Макс? Следна реченица. Ich komme aus Macedonien. Јас доаѓам од Македонија. Која е расказна реченица? Ich komme nicht aus Macedonien. Јас не доаѓам од Македонија. Komme ich aus Macedonien? Доаѓам ли јас од Македонија? И последната V-фраген. Woher komme ich? Од каде доаѓам јас? И последната реченица, која ќе ја извежбаме, das ist ein Problem. Ова е проблем. Во расказна реченица со негација би била das ist kein Problem. Ова не е проблем. Кога ќе ја претвориме во Ja-Nein-фраген, би била ist das Problem? Дали е ова проблем? И како V-фраген, warum ist das Problem? Зошто е ова проблем? Се надеваме дека ви помогнавме. Ви благодариме за вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. И не заборавајте да кликнете subscribe за гледање на нови видеа. Данке!